Од утре ќе паднат цените на 73 основни прехранбени артикли, чија маржа со владина одлука е замрзната на 10%. Иако ова звучи добро, никој не знае колку ќе биде реалното намалување на цените, бидејќи непозната е маржата која трговците досега ја вградувале. Сметам дека од утре цените на рафтовите на производите нема да бидат пониски. Само ова може да допринесе да дојдеме во ситуација некоја да стиклите да ги нема во доволни количини, па да се создаде и дополнителен хаос кај граѓаните, мислам од психолошки аспект, да кажат дај да си купи додека ги има. Секоја новина е добредојдена во поглед на регулирање на цените, но таа треба да ја има. Треба низ флаери, низ ТВ емисии, низ радио емисии да ги знаат граѓаните новините што се предвидува. Здраво, за колкав процент очекувате да се намалат цените? Па не знам. Може нешто символично, може би ќе бидат прифатливи, не знам, зависи од маржата. Бидејќи кажаа 10% на маржата. Вика 10%. Ај ти знаеш. Наполовин. Па за 10 мислам кажа. Дали ќе биде така, не знам да ви кажам. Намалку за 20% да поевтин. Ај нек биде 5%. И прашање дали 5% ќе биде. Сегде е исто. Паралелно од 29 на сила стапува и законот за нефер трговски практики, кој на граѓаните треба да им овозможи стабилни и пред се пониски цени. Дали ова е можно да се случи веднаш, иако прилагодувањето трае веќе 6 месеци? Суштината на законот за нефер трговски практики е токму тоа, да се регулира целокупниот ланец на дистрибуција на трговските стоки до граѓаните. Од производителот, низ големо продажните компании, низ овие малопродажните објекти и така натаму, граѓаните да имаат на дофат цени кои се прифатливи за нивниот стандард. Ограничената маржа од 10% има рок на траење од 31 октомври, пошто цените пак би се вратиле назад, но не смеат да бидат во конфликт со законот за нефер трговски практики. Во овој контекст, најавени се и така наречените празнични кошнички, кои ќе бидат пракса во иднина и кои треба да обезбедат пониски цени.